една кратка анализа на брзина на биткоин чартот споредбено со RSI стохастик индикаторот. Видете, секој пат кога цената се придвижила надоле, тоест овој индикатор се симнал до дното, имаме огромна паника на пазарот и сите викаат нека нели готово завршиме со овој циклус, одиме уште надоле. Видете од тука, значи од самиот врв. Еве ќе почнеме од тука кога почнеме овој uptrend, значи како што треба нагоре. Цената на 73.000, RSI стохастик највисоко 96, 97. Се спушта цената надоле до каде? До 49, 50.000. Еве го индикаторот доле на 5 на 7 спуштен некаде и сите вика нели готово е, нов all time high. Цената доаѓа на 107, 108, 109.000 долари и од таа цена највисока повторно опаѓаме надоле до 74.000 долари некаде. Еве го индикаторот, до 74.000 долари и сите викаат нели готово, сите мислеа дека крај, влегуваме во bear market, одиме 50, 40, 0, бла, нов all time high 124.000. Еве го повторно 124.000 надоле, моментално на 102 и еве го истиот индикатор моментално на истата граница каде што претходно беше. Ниско пред нов all time high, ниско пред нов all time high, ниско пред нов all time high и сега повторно имаме ниско, моментално се наоѓа на 10. Дали има можност уште малку се спушти? Да се исчисти целиот тој леверидж до 101-102.000 долари. Ова не значи дека ќе скокнеме наеднаш за ден-два. Значи ова може да се движи со недели, па дури и со месеци, но како што кажав и претходно што правиме анализа, очекувам ноември и декември да бидат добри, позитивни, експлозивни месеци дури и тоа се совпаѓа нели со самата макроекономија, тоест со намалувањето на каматните стапки. Значи веќе ја правиме таа анализа, да не обарам сега и тој чарт, дека секогаш после FOMC состанокот, кога имаше објава за каматите, на краток рок, значи 3-4 дена до една недела, секогаш имаме корекција на биткоин и потоа нов врв. Корекција, нов врв. И сега се случи истото. Со самиот состанок, уште од самиот состанок почна и имаме корекција, еве, и сето ова значи се сложува и со индикаторот и со самата цена и тука исто така и Fear and Greed индексот кој моментално се наоѓа на Extreme Fear, значи екстремен страв. Најдоброто време за купување и инвестирање ви е овој дел. Кога има екстремен страв на пазарот, кога сите се плашат, кога сите се во паника, тогаш е најдобро време да се купува. А кога оваа цена ќе скокне повторно нагоре према 130.000 долари, кога овој индикатор ќе се искачи нагоре, кога Fear and Greed индексот ќе дојде тука некаде во еуфорија, тогаш не е време за влегување во пазарот, тогаш е време за излегување. Затоа што еве, минатиот месец сме имале дури до 74 Fear and Greed индекс, значи имаме екстремен greed алчност и лакомост на пазарот. Тогаш е време да се излезе и да се земаат профити, а не да се влегува. Значи времето за влегување е токму сега, кога сите индикатори се на дно, пред повторно почне цената се движи нагоре. Единствено би било проблем доколку оваа неделна свеќа затвори под оваа жолта линија тука, значи во зоната некаде под 101, околу 100.000 долари. Затоа што ова представува значи најсилната поддршка за бул маркетот и гледаме дека неколку пати ја тестира, дури се симнало под неа, но многу е важно што свеќата затворила згора. Значи тука имаме симнување, повторно повлекување нагоре, тука се симнало под оваа линија, повторно повлекување нагоре и сега се доближуваме до неа. Значи и да се симне под оваа линија. Доколку тоа е фейк аут и повторно се повлече нагоре, а затвори оваа свеќа над жолтата линија, тогаш би било одлично, значи сите индикатори, како што кажав, укажуваат дека продолжуваме, значи uptrend движење, сме во bull market и може да очекуваме нов врв на биткоин. Меѓутоа, доколку оваа свеќа се симне и не се повлече, тоа затвори под оваа жолта линија, тогаш може да биде критично и да добиеме дополнителни 40 до 50% пад, што би не донело некаде до зоната околу 55.000 долари за биткоин. А тоа значи дека алткоините ќе раскрварат уште повеќе.